Почитувани граѓани, главното прашање денес е што сака да сокрие Зоран Заев во предлог програмата на новата влада и во предлог листата за кандидати за истата. Ова е суштинското прашање што се поставува откако е обелоденет шверцерскиот обид на СДСМ да се даде само еден ден, прв пат во историјата на Македонија, за анализа и разгледување на предлог програмата и на листата на кандидати за новата влада. Начинот на кој што Заев се обидува да го скрати времето за анализа на програмата што ја нуди и незиниот кадровски состав на идната влада е краен недемократски чин. СДСМ збореше за демократија и за јавна дебата, а на пратениците, на стручната јавност и на граѓаните им го искратува правото на потребно време за анализа и дебата на главните проектни и главните кадровски политики на новата влада. На претениците кои што не се дел од собраниското мнозинство, не им се остава ниту минимум време за квалитетна подготовка на дискусијата за или против новиот состав и новата програма на идната влада. Затоа, со овој чин, во вода паѓаат најавите за транспарентност и отчетност на СДСМ и коалиционите партнери од новото собраниско мнозинство. СДСМ одлучи да го понижи и да го деградира собранието и само како лицемерие денес можеме да ги слушнеме предходните лажни ветувања на СДСМ дека собранието го гледаат како коректив на власта, кој што треба да биде конструктивен критичар на незиното однесување. Од првиот ден СДСМ покажува недемократски тенденции. Изминативе 16 години во Република Македонија востановена е една демократска пракса, која што почнува од 2002 година, кога мандатар беше Бранко Црвенковски, па се до деновите кога мандатар беше Никола Груевски. Владите и мандатарите и во 2002, и во 2006, и во 2008, 11 и 14 година секогаш давале минимум 12 дена простор и време за јавна дебата, за разгледување и анализа на владините програми и предложените кандидати за министри. И секогаш не само парламентарната опозиција, туку јавноста, стручната фела, новинарите и граѓаните ова време го користеле за градење на своите аргументи за или против предложените проекти или предложениот состав на новите влади. За жал, гледаме дека Социјалдемократскиот сојуз се откажува од оваа демократска традиција и со тоа покажува дека нема демократски капацитет на првиот тест за СДСМ за отчетно и транспарентно работење. Заев изгледа дека има многу што да сокрие во новата програма или има многу што да сокрие во персоналниот состав или биографиите на кандидатите за министри во новата влада, штом нема демократски капацитет на јавноста да ја даде повеќе од само еден ден за анализа на новата предлог програма и кандидатите за министри пред изборот на новата влада. Да се закаже седница за само еден ден во најмала рака е срамен и недемократски чин кон јавноста и кон собранието. Тоа покажува дека Зоран Заев се плаши од подетални анализи на нивниот леток кој што го нарекува програма, но се плаши и од подетални анализи кои што ќе покажат каков е кадровскиот потенцијал на новите предложени министри за владата кој што тој ја нарекува реформска. ВМРО-ДПМН смета дека мора да се остави повеќе време за пратениците и јавноста да добијат подобар увид во составот на владата, плановите за работа на идната влада и главните проекти. Кратко и јасно, тоа што сака Заев да го сокрие е дека неговата влада е антиреформска. Прв пат имаме еден ден време за анализа на владината програма, прв пат имаме аболициран политичар како мандатар и за прв пат имаме премиер против кого се водат две крупни обвинителски афери, едната подкуп, другата цареви кули. Доволно е само да се види предложената листа на нивните кандидати за да се открие првата голема лага на Социјалдемократскиот сојуз.
Во октомври 2015 година Шетиринска и јавно говореше и превзе до обврска дека бројот на министри во владата на СДСМ нема да надмине повеќе од 20, а веќе утре имаме предлог за нова влада кој што брои 26 министри. Толку држат ветувањата на СДСМ, толку од реформите на оваа антиреформска влада, која што, за жал, не е подготвена ни за подолг период критика од еден ден дадено време за анализа на проектите и кадровскиот состав. Благодарам